Добро вечер, почитувани гледачи, минути посветени на најактуелните случувања на македонската културна сцена. Раскажани стихови со поднаслов Историја за една љубов од Марина Димитриева Ѓоргиевска е новата поетска книга која деновиве ја објави Македоника Литера. Збирката Раскажани стихови Историја за една љубов е љубовна лирика со изразена наративна линија. Вистински љубовна. Без најава си дојде. Како и да не беше заминат. Само првиот пат дојде на закажано. Првиот пат. Сега си тука, во джебот на свиленава кошула, во мислата скриена од светот, во блажениот пелек од последното докнување, во украденото пладне, во подарената вечер. Сепак, во овој живот и во овој универзум, физиката ги применува врзна с правилото, две прави кои во бескрајот се сечат. Да, ништо не е идеално на земјата, но мојот свет ќе постои се додека месечината е обла, а пладнето има вкус на јагода. Овие стихови, инспирирани од љубовта што секојдневно не обкружува, ја отворија промоцијата на новата поетска книга Раскажани стихови со поднаслов Историја за една љубов од Марина Димитриева Ѓоргиевска во издание на Македоника Литера. Збирката Раскажани стихови Историја за една љубов е љубовна лирика со изразена наративна линија. Под насловот и символичните наслови на циклусите, раѓање на трепетите живот, граници, последици, го водат читателот низ еден емотивен пат, низ историјата на една љубов, нејзиното раѓање, будење, траење, изгаснување. Иако секоја песна функционира како самостојна мотивско-тематска целина, збирката во целост се чита како еден долг лирски наратив, психоемотивна мапа на зрела и свесна љубов. Има необичен наслов затоа што внатре стиховите повеќе раскажуваат отколку што опејуваат и таа всушност релативизација на прозата и поезијата беше главниот начин на кој што ќе се осврнеме во главните теми, а тоа е темата љубов, низ неколку циклуси, односно 3 циклуси кои зборуваат на иста тема со повеќе варијации и мислам дека мојата единствена желба е таа да допре до пошироките читателски кругови, затоа малку освен играњето со прозата и поезијата, и ја свртев работата кон тоа да биде малку поедноставена, за да може да биде и поразбирлива и малку поблиска до читателите. Така како автор, од каде ја црпите инспирацијата? Сето она што човек самиот го живее, но го живеат и оние со кои го споделува секојдневието, тоа значи оние кои што се во најблиското обкружување, меѓутоа и оние со кои нели општите на професионален план или на каков и да е план. Значи, сето она што го гледате во реалниот свет го пресликувате онаму каде што пишувате. Марина Димитриева Ѓоргиевска дипломирала на Филолошкиот факултет во Скопје на студиската група Македонска книжевност и југословенски книжевности со македонски јазик, каде што подоцна завршила и магистерски и докторски студии. Професионалната кариера ја започнува како новинар и уредник во редакција за култура, потоа повеќе од една деценија работи како наставник по наставниот предмет македонски јазик. Во моментов е советник по предметот македонски јазик во Бирото за развој на образованието. Автор е на повеќе научни трудови, прирачници и литературни дела, меѓу кои фрагменти од писма што никогаш нема да бидат пратени и Еден ден со децата од Шареното маало. Деновиве излезе од печати нејзиното последно литературно дело На чет со ChatGPT. По повод одбележувањето на јубилејот 250 години од независноста на Соединетите Американски држави, на сцената на Драмскиот театар во Скопје се одржаа 2 младински представи, изведени по бродвејска лиценца, а со поддршка на Американското катче во Македонија. Во една прекрасна атмосфера, исполнета со емоции, музика, талент и позитивна енергија, младите ученици покажаа колку многу значат вложувањето во образованието, културата и младите генерации. Именно Драмскиот театар посредно се вклучува во чествувањето на
250 години од независноста на Соединетите Американски држави, имено со донација на Американската амбасада од Скопје и на American Corner Скопје, вечерва и утре вечер ќе бидат изведени две представи. Тоа се представи кои што се мюзикал, односно музичарот, бродвејска франшиза која што има отстапена бесплатно на учениците од средните училишта во градот Скопје. И нам ќе ни биде големо задоволство да ја проследиме нивната работа врз оваа представа, која што ќе има две изведби, значи вечерва и утре вечер. И би сакал да искористам можноста да им честитам на американската држава за нејзиниот сериозно голем јубилеј 250 години независност. Во Кривогаштани поставена е изложба на Благоја Бојчевски под наслов "Слики кои раскажуваат вистински и искрени приказни". Бојчевски со својата љубов кон фотографијата и силниот ентузијазам создал богато творештво кое говори за животот, настаните и традициите во Кривогаштани. Фотографиите се во црно-бела техника и секоја од нив говори за некаква приказна од 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Деталите од колешката Каролина Дурло. Слики кои раскажуваат вистински и искрени приказни е насловот на изложбата од 30 на фотографии кои останале за секогаш овековечени од објективот на фотоапаратот на Благоја Бојчевски од Кривогаштани. Поводот за оваа изложба е 75 години од раѓањето на нејзиниот автор, а кој починал пред 6 години. Бојчевски со својата љубов кон фотографијата и силниот ентузијазам создал богато и вредно творештво кое говори за животот, настаните и традициите во Кривогаштани. Фотографиите се во црно-бела техника и секоја од нив носи некаква приказна од 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Нашето истражување продолжува понатаму, бидејќи сега откривме и филмови, не само фотографии, и испечатени фотографии, туку откривме и филмови. Така што тоа е нов предизвик да се дигитализира тој материјал, таму можеби ќе најдеме и други, кои што не се испечатени слики. Така што пред нас имаме еден мал тим тука во Кривогаштани од младинската организација, неколку заинтересирани помлади фотографи кои што се бават со дигитална, но сакаме да правиме и работилници кои се бават со аналогна фотографија. Фотографијата кажува многу и јас ја имам истото тоа чувство кое моето татко го имаше, како за него тој ги гледаше со љубов, како ја изработуваше во самите тие работилници. Студиото се викаше Светлост, се сеќавам точно во тие темни простори. Ја работеше таа професија со голема љубов. Од Фотосојузот на Македонија уверуваат дека ваквите изложби се едно непроценливо богатство на Македонија, како земја на една неисцрпна сестрана културна ризница. Бог е оставил трага, визуелна трага за генерациите кои доаѓаат, што било и како било селото. Најнаш гледаме луѓе од крв и месо. Гледаме луѓе, театарски представи, луѓе работат во поле, спортски надпревари. И тоа зборува за... Тоа е култура. Културната традиција на овој простор. Изложбата на Бојчевски е поставена во мултимедијалниот центар во Кривогаштани и ќе биде отворена до 3 јуни. Домајкин на изложбата е невладината организација Урбано гнездо во партнерство со фотоархивот на Кривогаштани. Со богата фестивалска програма заврши 16-тото издание на Филозофскиот филмски фестивал, кој траеше 7 дена. Во киното Фросина во МКЦ посетителите можеа да уживаат во 30 документарни и долгометражни филмови со автентични филмски светогледи. Политичката филозофија дава некои можности за како во такви кризни времиња да направиме некои мали оази на одишка, за да повторно ја вратиме довербата еден кон друг и довербата кон заедницата. Ние нудиме некои програми, фестивалот, како некои места, зони на критичко креативно мислење, поттикнување на имагинацијата, емпатијата, солидарноста. И сето тоа се надеваме дека
ќе направиме да битисуваме како достоинствени и креативни луѓе. Во долгометражната програма имаме 5 филмови кои се селектирани од нашиот селектор доктор по филозофија Кирил Трајчев, а во краткометражната програма имаме 15 филмови кои доаѓаат од 25 земји затоа што се кнели копродукции. Таму селектор е нашиот доктор по филозофија Дејан Здравков. Покрај овие програми имаме и есеј филмови. Тоа се филмови кои што имаат еден да речам експериментален, контемплативен формат и треба малце терпение да се гледаат, би рекол, но се многу фасцинантни за мене. Таму селекторка ни е поранешната директорка, сега селекторка Ана Дишлиевска-Митова. Имаме исто така една за мене многу драга програма, едукативната програма, кој работи со деца. Значи имаме во таа програма 3 сегменти. Средношколска видеолектира, во кој што средношколците кои посетуваат, кои слушаат филозофија секаде низ Македонија, му проектираме еден филм и потоа тие пишуваат есеј на тој филм. Имаме работилница со средношколци од 17-18 години, каде што со наш ментор, овој пат е ментор Стефан Палитов, учи заедно ги учи децата како да го гледаат филмот по длабоките елементи на филозофските длабоки елементи на филмот. Имаме философија со деца, во кој што нашиот ментор доктор Мартин Поповски работи со деца од 5-то и 6-то деление и ги учи, да речем помали деца, и ги учи не само на да речем филозофски длабоки елементи, туку и баш на некои социјални вештини како што се емпатијата, разговор со другарчето, поопшти теми за што е добро, што е лошо, дали добриот човек е органски човек, дали се прави и слично. Тоа е едукативниот дел што мене пак ќе спомнаме, да речем есенцијален дел на филозофскиот фестивал. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Останете во добро расположение со програмата на телевизија Алфа. Од мене, пријатно.